Една година без струја работи подрачното оделение на Министерството за правда во Струга, покрај правда без струја долг период се иматичната служба, како и подрачното оделение на ДИК кои се сместени во истиот објект. Купниот долг за неплатени сметки е околу 70.000 денари. Вработените зад камера заеден велат дека условите за работа биле ненормални, особено во текот на зимскиот период, кога биле принудени речиси сите работни задачи да ги извршуваат дома, поради студените канцеларии и немањето на минимални услови за работа. И при нашата поста таму затекнавме празни канцеларии без компјутери, каде не ни беше дозволено да снимаме, но и темен ходник. Овие државни институции се сместени во приватна зграда во центарот на Струга и покрај тоа што во истиот објект се наоѓаат и пазарниот инспекторат и приватна фирма за обезбедување, како и други институции, струја кај нив има. А еден го контактираше и сопственикот на објектот. Тој ни рече дека според договорот со Министерството за правда тие треба да ги сносат сите трошоци за струја, додека керијата за користење на просторот ги сноси општината. Вели дека од Министерството не пуштале пари за струја поради што дошло до исклучување, меѓутоа постоело недоразбирање меѓу институциите сместени во објектот. Од локалната самоуправа во Струга со своја верзија на проблемот, оттаму велат дека од правда одбивале да се сместат во новите простории кои општината ги купила. До тоа не дојде, бидејќи тие ги одбива тие канцеларии, оти не биле соодветни и ние испративме до правниот субјект со кој што беше случен договорот, дека заклучно со 31.12. Општина Струга повеќе нема надлежност да ви ги плаќам доместоците понос на киријата, бидејќи, како што кажав, е одбиено од страна на Министерството за правда да ги превземе канцелариите кои што општина Струга ги купи за потребите на Министерството, односно за економија, за правда, за здравство. Ти рекол дека не е соодветно, ти нема доволно проветрување, прозори, светло. Проблемот според кажувањата на вработените во правда настанал откако тие побарале во објектот да бидат поставени различни струјомери за сите институции поединечно, бидејќи се случувало некој да троши повеќе, а некој помалку струја. Правда и другите институции во овој објект се сместени од 2006 година. Од Министерството за правда изјавија дека се работи на решавање на проблемот, бидејќи биле обезбедени нови простории и оти наскоро ќе имало решение, а до тогаш вработените продолжуваат да работат без струја.